Фондот за здравствено осигурување на Македонија алармира за состојбата со боледувањата во земјава. Двојно е зголемен бројот на лица кои отвараат боледување. Во 2007 година имало 10.000 работници кои зеле боледување, а тој број сега драстично е зголемен на 22.000. Надлежните најдоа простор за сомнеш дека злоупотребата со отворени боледувања е причина за ваквиот раст. Вработените во јавната администрација почесто манипулираат со боледувањата. Имаме одредени укажувања дека јавната администрација во одреден период, особено во некои региони во Република Македонија, работат и на нива кога е потребно, а за сметка на тоа се пријавуваат како да се на боледување и за тоа трошоци има и фирмата или јавната институција, меѓутоа потоа и Фондот за здравствено осигурување. По алармот од ФЗО веднаш реагираат ресорните министерства. Од аспект на заштита на работниците, Државниот инспекторат за труд ќе се вклучи во активностите за контрола на состојбата. Сериозно размислуваме и веројатно ќе пристапиме кон измена на Законот за безбедност и здравје при работа, за да во ситуација кога определен работодавач не обезбедил соодветни мерки за безбедност и здравје при работа, а како резултат на тоа настапила повреда на работното место на соодветниот работник, целокупниот товар за боледувањето и лекувањето на тој работник да произлезе, односно да потпадне на товар на работодавачот, затоа што причината за настанувањето на таа повреда ќе се смета дека е резултат на тоа што соодветниот работодавач не обезбедил елементарни услови за безбедност и здравје при работа на работникот. Министерството за здравство најави формирање на ревизорна комисија која ќе врши контрола на спроведените постапки за доделување на боледувањата од комисиите утврдени во фондот. Ќе се формираат ад-хок комисии кои ќе прават ревизија не само на комисиите на фондот, туку и на работењето на ревизорната комисија. Вториот сегмент на контрола ќе бидат пациентите, односно вработените. Имено ќе овозможиме директорите на компаниите, односно работодавачите, да можат да преку комисии кои што ќе ги основаат да вршат контрола на сите боледувања за работниците кои што се вработени во нивните компании, имајќи предвид дека до 21 ден трошокот за боледувањето е на товар на компанијата. Ќе овозможиме работодавачот да формира 3-члена комисија, од кои најмалку еден ќе биде треба да биде доктор кој што ќе биде ангажиран како надворешно лице, да може да изврши контрола дали боледувањето е издадено согласно позитивните законски прописи, меѓутоа исто така и дали е издадено, дали дијагнозата која што е поставена е реална, односно дали има реално потреба за препишување на боледување. Работодавачите се должни боледување на вработен подолго од 21 ден да го пријават до Министерството за здравство, а оние кои 6 месеци ќе бидат на боледување ќе бидат испратени пред инвалидска комисија за да се утврди дали има основ за нивно одење во инвалидска пензија. Се предвидува и кривично дело злоупотреба од страна на матичниот лекар при пропишување на боледувањето. Казна затвор од 6 месеци до 3 години за матичниот лекар, а затворска казна до 1 година за работникот кој симулира боледување, предвидуваат новите мерки.